Овој офицер од 24-та одвоена механизирана бригада, кој се именува како Кент, е професионален војник од градот Днипро. Тој командува со екипажот кој управува со 155 милиметарски хаубици Паладин. Од безбедносни причини, гласот на Америка не го користи неговото име. Верзијата Паладин на самоодните хаубици на американската армија беше воведена во армијата на САД во 1992 година. Според Министерството за одбрана на Украина, земјата ги добила првите артилериски парчиња во мај 2022 година. 24-та одвоена механизирана бригада ги користи од есента 2023 година, вели Кент. Порівнювати системи. Ако ги споредите овие системи со советските, постои значителна разлика. Например, обсегот на стрелање за советската хаубица е околу 17 км, за Паладин е најмалку 28, или ако ја користиме Ескалибур е до 40 км. Хаубиците Паладин се користат за елиминирање на тешката опрема на непријателот, што представува најголема опасност за украинската пешадија, како што се тенковите. Годишниот жител на Лавов, Бохтан, работел во Естонија како градежен работник. Тој се вратил од Естонија за да ја брани својата родна земја, кога Русија ја нападна Украина во февруари 2022 година. Тој вели дека го совладал дигиталниот систем на хаубицата Паладин за само една недела и дека системот ја зголемува ефикасноста на секој истрел. Броня набагато силніша, ніж попередній нашій. Оклопот овде е многу посилен отколку во советската хаубица Акација, со која работев на почетокот на инвазијата. Полесно и за користење, бидејќи бурето го креваме со џојстик. Од странство се вратил и 36-годишниот украинец Роман. Кога Русија ја нападна Украина, тој работеше во Полска, но се врати дома за да се бори и да ја брани својата земја и иднината на своите две деца. Певно, що я є в першу чергу патріот своєї країни. Ја сакам мојата земја, имам деца и не сакам да им ја пренесам оваа војна. Веќе доволно страдаа. Управувањето со хаубица Паладин е работа со петлица. Откако ќе ги добијат потребните координати, прават директен истрел. Според условите на договорот меѓу Германија и Украина, уште 18 самоодни хаубици ќе бидат испорачени во 2026 и 2027 година, иако никој овде не се надева дека војната се уште ќе трае тогаш.